Меѓусебна заштита која ја гуши правдата во Македонија, Социјалдемократскиот сојуз ги штитат корумпираните обвинители и судии, бидејќи му возможуваат закрила на нивните функционери, обвинува ВМРО ДПМН. Доколку падне Лупчо Коцевски, ќе се отворат врати за истраги против Филипчино и за останати функционери од СДСМ и ДУИ, тврдат од владеачката партија, и поради тоа велат претениците од опозицијата не гласале за интерпелацијата на републичкиот обвинител. Оттаму уште еднаш го повикаа Коцевски да си поднесе оставка. На фолирањето на СДС му дојде крај. Не додржаа ниту еден месец, па СДС мораше да се соголи и да покаже дека ќе направат се, само главниот обвинител Лупчо Коцевски да остане на позиција. Сега е многу очигледно и зошто СДС држеше пресови за Кочари, каде со лажно душегрижништво го напаѓаше ВМРО ДПМН, а всушност договорени со нивниот обвинител Коцевски сака да креираат хаос. Сите обиди за хаос и сценарија на СДС се изјаловија. Од ВМРО ДПМН порачуваат дека на Македонија и се неопходни темелни реформи во судството, каде ќе се постапува според законите и уставот, а не под влијание на партиските интереси. Интерпелацијата за републичкиот обвинител Коцевски ја поддржаа 71 пратеник, а опозицијата не гласаше. Власта го повикува да се поднесе оставка, бидејќи изгласаната недоверба е силен институционален сигнал, но Коцевски нема да ја напушти функцијата. Возврати дека политиката ќе ми остави на политичарите, а тој, како што рече, со пркос ке работи на големите предмети, како за трагедијата во Кочани, онкологија, криминалните пресметки и истрагата за струмичкиот бизнисмен Крмзов. Коцевски посочи дека законите не препознаваат интерпелација за функцијата државен обвинител, но дел од правниците посочија дека иако има формално правна независност во одлучувањето, според членот 27 од Законот за јавно обвинителство, тој одговара пред собранието, што значи дека постои механизам на отчетност. За републичкиот обвинител владата отпочна постапка за разрешување пред повеќе од 4 месеци, но ја запре по трагичниот пожар во Кочанското кабаре. Тогаш Советот на јавни обвинители даде негативно мислење за негова промена.